Hvala lepa za besedo. Torej, spoštovani minister. Благодарам за зборовите. Значи, почитувам господине министер Оливер Спасовски, почитувани представници на министерствата, на двете министерства, почитувани медиуми. Најнапред и самиот сакам искрено да се заблагодарам на министерот, на македонската влада и на сите во македонската полиција, кои не само туку во сите 63 контингенти на словеничката полиција и нудеа не само гостопримство, туку едноставно соработка, помош и се што влегува во заедничка соработка при надзор на јужната граница, како што веќе кажа министерот, постојано 30 години една од оние држави кои ја поддржува и ја поддржува Македонија на незиниот пат, кој Европската унија е Словенија. Македонија веќе е во Европа, нема тука никакви двумења. Едноставно, она што недостасува само влезот во Европската унија, а Словенија е една од оние кои навистина работи на тоа да се зачлените. Како што веќе кажавме, празнувавме и прославивме 30 години од воспоставување на дипломатските односи. Не знам дали знаете, но Словенија беше една од првите 3 држави кои ја признаа тогаш самостојна Македонија и како што знам, дури прва држава која отвори амбасада во Скопје. Затоа ова што го потпишавме денеска, го потпиша и нашите претходници во минатите години, е само надоградба на една исклучителна соработка, надоградба дека се работи за два народи кои постојано докажуваат дека на овој простор може да се живее поинаку отколку што живеевме порано, дека можеме да живееме во еден соживот, да изменуваме трговски добра, да живееме братски, и би можел да набројам уште многу, и затоа важно е денес да кажам дека не само подготвеноста на Словенија дека ве поддржува да влезете во Европската унија, туку гласно зборуваме и во рамките на самата Европска унија за да влезете и да станете членка на Европската унија. Што се однесува до соработката на подрачјето на нашите министерства, односно полицијата, односно Министерствата за внатрешни работи, можам да кажам дека таа соработка е одлична и вашите услуги и информации кои ги добиваме со измена на информации не се важни само за нас, туку и за комплетната Европска унија, и во таа прилика, во таа можност се заблагодарам уште еднаш за се она што го направите во првиот мигрантски бран во текот на 2015-2016 година, кога многу на овие западно-балканска рута го пратеа вашето работење, односно ги следеа мигрантите кои поминуваа низ вашата земја. Ке завршам со тоа дека Словенија моментално е фокусирана на подготовка на сите потребни капацитети за едноставно прием на украинските бегалци. Денеска со министер Спасовски потенциравме на билатералната средба дека таквата агресија во современото општество е неприфатлива и сме држави кои сме некако близко до овој воен напад на Русија врз Украина и должни сме да се погрижиме за тие илјадници, 100.000 милиони жртви, односно бегалци. Значи Словенија овие денови интензивно се подготвува да ги прифати овие бегалци и можам да гарантирам дека ќе се погрижиме за сите оние на кои им треба помош, како што вие се погриживте во 2015 година за сите мигранци, ќе обезбедиме се за бегалците. Уште еднаш благодарам за гостопримството, уште еднаш благодарам господине министр за вашата соработка која понатамо ќе продолжи. Министрите за